Мојата политичка партија најверојатно реагираше на ова прашање. Јас буквално не сакам да се замарам повеќе со човекот. Предпоставувам, соочен со фактот дека губи, дека заврши ова време, се што има почеток доаѓа и крај, се употребуваат вакви лоши зборови, се надевам дека му се има испуштено. Ништо повеќе не би можел да коментирам. Јас зборувам за овие работи на митингот како дел од невистини или тајни кои што се криеле со години од граѓаните на Македонија. Изборувам во духот дека државата не може да си дозволи во иднина, а тоа е периодот на новата власт, кога граѓаните ќе продолжат да живеат во мрак, под облаци, не знаејќи за сето она што ги интересира, посебно за вакви сериозни случаеви, со кои што не само што е заинтересирана македонската јавност, туку буквално е преокупирана со вакви работи, од неа да се крие вистината. Тоа време завршува. А секоја сериозна земја ги истражува постапките до крај, низ правна процедура ги докажува и ги обелоденува. Она која што македонските граѓани го заслужуваат е на сите вакви сензитивни случаеви да вистината се дознае до самиот крај преку еден правен процес, преку кој во форма на обезбедување на докази, институции независни далеко од раците на политичарите ќе го оформат предметот, ќе го докажат предметот и ќе го пресудат предметот, за да знаат граѓаните што се случило со смртта на Никола Младенов, што се случило со смртта на Мартин Нешковски, на 4 дечиња и рибарот на Смилковско езеро, што се случило со Куманово, кој бил мотивот и многу други случаеви. Верувам, Македонија има капацитет, прашањето е волјата на политичарите и сериозноста на институциите. Многу случаеви, вклучувајќи го и атентатот на Киро Глигоров и многу други работи, Македонија заслужува да ги дознае. Јас сум убеден дека во периодот на новата влада овие вистини до крај преку независни постапки, правни процедури ќе бидат истражени и докажани.